Делчево живее во очаен минус од 240 милиони денари. Кој е виновен за долгот? Е прашање за препукување меѓу водечките партии во општината, но актуелен во пресрет на најавата за ново задолжување од 33 милиони денари. Значи, ние со тие 33 милиони ќе направиме 6 многу битни оштетени улици во општината, со што ќе ги подобриме стандардите на нашите сограѓани. Стандардите за живот се разбира. А доколку опозицијата сака да кажува за транспарентно задолжување, нека кажат како и врз основа на што во 1998 година општината е задолжена, да кажат и за која делница и да кажат зошто сега општината должи 200 до 300 милиони денари на база на тоа нивно славно задолжување. Тогаш ќе кажеме дека СДС мисли за доброто на нашите сограѓани. Имало договор помеѓу фондот за патишта и комуналije кои што требало да префрлаат пари за инфраструктурни проекти кои што се вршеле и граделе во сите градови во Република Македонија. Меѓутоа, бидејќи во тоа време градоначалник бил од политичка провиненција од СДСМ, министер за финансии во тоа време бил сегашниот бивши премиер Никола Груевски, кој што на општина Делчево исплатил само по 100 денари, што е смешна сума, додека еве за пластичен пример на граѓаните, соседните општини добивале по 4, 5, 6 милиони денари. Инаку според опозицијата која се повикува на одговор на советничко прашање, за период од 10 години, односно 2003 до 2012, долгот на Делчево пораснал од 8 милиони денари на 55 милиони денари, а во овој период, самостојно или преку извршител, се продава имотот на општината за дружните домови по селата, плацеви во градското подрачје на Голак. После 3 мандати градоначалници од ВМРО ДПМН и еден мандат од градоначалник кој што бил од СДСМ, после 12 години власт на ВМРО ДПМН, тој кривицата ја бара уназад во претходни градоначалници. А нормално е, значи, човек додека ако се нафати за градоначалник да биде прв човек на општината, треба, значи, да ги сервисира и претходните долгови. Од општина Делчево одлучија да молчат на нашите прашања за конкретните бројки за долгот, но и за стратегијата за излез од овој финансиски безизлез, во кој се заглавени граѓаните на Делчево, а која искачи општината на врвот на најзадолжени општини во државава.